Глед на тоа дека веќе се започнати предновогодишните прослави, славењето, а и наредниот период до Божи, кога навистина многу се слави, има убава енергија, но потоа утрото, поради веселењето, се соочуваме со мамурлук. Мислам дека е вистинско време да ги поздравиме нашите гости, поточно гостинот Михаил Минов, кој е дипломиран фармацевт и првиот гостин на Слободанка. Ке зборувате за мамурлукот, состојба која што е присутна посебно во овој предпразничен период, но симптомите ги знаеме сите, сме ги почувствувале, но како да се справиме со истите? Токму така, добро утро до тебе, Оливера, добро утро до сите наши гледачи, ке ве поздравам и јас во вашите домови, ке ви посакаме едно убаво утро и како што кажа и мојата колешка Оливера, токму така, мамурлакот во текот на празниците ние се некако почест, меѓутоа го има и во други одредени периоди од животниот тек, но за празниците мислам дека е почест. Прво, добро утро, Михајл. Добро утро, Слободанка. Секогаш добре дојден, со задоволство да си разговараме за нешто за што треба многу повеќе да дознаеме. Да, имате право, мамурлукот, како да кажам, не е резервиран само пост празнично, него многу често ни се случува. Особено, ете така, ако малце повеќе се опуштиме вечерта, нели, предходниот ден, да, инаку, реално гледано, тоа представува едно нарушување на нашиот вообичен биоритам, кој што е еден вид на патофизиолошка состојба во самиот организам. Така. Ние ќе си започнеме унака како што ни е поставени денешниот наслов, што е мамурлук, зошто настануваат симптомите на мамурлукот. Се подсмевнувам затоа што знам како настанува, меѓутоа многу подобро од медицинска вака страна ќе ни појасниш ти. Дефинитивно настанува ради нас самите. Кога ни е убаво, кога ќе се опуштиме и кога ќе ја преминеме собствената црвена линија на 2-3 чашки ракија, е веќе на 5-та, на 6-та започнуваат и тие првичните симптоми. Што всушност се случува во организмот. Тој вишок на алкохол кој што ќе го внесеме, ќе дојде до една, како да кажам, револуција во црниот дроб, односно се активираат бројни метаболни ензимски процеси кои што ќе резултираат со промена, односно со метаболизирање на етанолот, тоа е главниот дел од ракијата, на ознаката на амбалажата на шишето, кога пишува 40% етанол, тоа значи дека има толку етанол внатре. Другите 60% се останати состојки кои што подеднакво влијаат на нашиот организам, односно се една дополнителна причина за мамурлукот. Така да не е ништо случајно со на 6-та чашка ракија. На 6-та? Па, зависи од човекот, нели? Секој си има својата црвена линија и човек реално треба да знае кога треба да прекине, односно да продолжи со, пример, вода, да нели, расположението да остане. Така. Значи, тој алкохол во организмот се метаболизира до одредени други структурни хемиски соединенија. И проблеми сега да си признаеме одма утредента, со главоволки, со мачнина и така натаму. Кај одредени луѓе се јавува и психолошко чувство на депресија, кај други луѓе се јавува од мамурлукот? Да, се јавува зголемена раздразливост, онаа сензитивност, па дури анксиозност, значи севкупно влијае на целиот организам. Дополнително во метаболитот на алкохолот се вика ацеталдехид, тој ќе делува и на метаболизмот на шеќерот во крвта, ќе делува и на еден хормон кој што е одговорен за работата на бубрезите, така да се зголемува и производството на урина во организмот, бубрезите поинтензивно работат, така да човекот кога е мамурен, многу пати не умее да се исконтролира, односно знае и да... Му е потребна помош во текот на утрешниот ден. И нешто што е повторно како еден од симптомите на ова зголемено ниво на ацеталдехидот е чувството на сува уста. Моментот кога ќе ја почувствуваме таа сувост во устата,
веќе е нашата граница помината. Ја почувствував сега, само што спомена, ке се напијам чашка вода, но не е од тоа. Добро. Не е од тоа, точно. Значи, има бројни симптоми, различни кај секој човек, опишани во литературата како здравствени состојби и вообичаено траат од неколку часа па се до 48 часа. Тоа не е дека утре са бајле јас ќе се разбудам трезен, него може и задутре тој ацеталдехид се уште да биде присутен во организмот и да прави проблем. Секогаш кога те слушаме и ние тука, поготово нашите гледачи, а и кога сме нели и не пред камерите, си разговараме и секогаш од тебе бараме совети, така ќе те нападнеме, да кажам, со многу прашања. Меѓутоа, еве, ќе искористам сега приликата, како што кажав, да, не е шега воопшто. Стануваме од рано наутро со сува уста. Зошто, ако претходно не сме консумирале алкохол и што предизвикува до тоа? Сите тоа можеме да го почувствуваме. Тоа субјективно чувство на сувост во устата може да значи многу работи. Може да значи дека организмот е дехидриран. Значи дента претходно не сме внеле доволно вода, обична вода. Може да значи дека пример имаме проблем со синусите, со носот се затнал во текот на ноќта, така да кога дишеме на уста почесто, доаѓа до исушување на слузокожата внатре во устата. Сувост на устата инаку представува антихолинергичен ефект, значи доаѓа до активирање и на нервниот систем. Во делот на парасимпатикусот, така да ред лекови умеат да предизвикаат како несакан ефект ваква состојба на сувост во устата. Во устата, така. И всушност треба, нели, да се напиеме вода, меѓутоа не да испиеме буре вода, него од чашата, од шолјата, повеќе пати по неколку голтки. Со мера. Значи се во животот треба да е со мера, затоа што и кога ќе кажат, нели, број еден. И се да се има граници во животот за се. Михаел, ајде сега нешто и околу, ги кажавме, значи, лековите за мамурлукот, постои лек вака да имаме лек до нас за мамурлукот? Искрено, за ублажување на симптомите од мамурлукот, може би најдобро е воколку вечерта планираме да претераме со ракијата. Па некогаш и не планираме, па можеме да претераме. Така, значи ако планираме, онда пред да отидеме на прославата, аспиринот од 500 мг ќе заврши работата, односно, симптомите ќе бидат многу поблаги. И под број 2, ако веќе одиме на прослава и не знаеме, не планираме, ама ете, све може да се случи. Да се случи. Капсула медицински активен јаглен. Ајде сега вака. Ние ќе повториме камерата кон гледачите или вака двајцата заедно. Кога имаме мамурлук, после празниците или пак после вечерите од забавата, а сме консумирале повеќе алкохол и го почувствуваме тоа. Уште еднаш да потенцираме, тоа ќе важи за сите. Аспиринот ќе заврши работа. Ќе заврши и од 500. Од 500, но и другиот е кардиопротектор. Аспирин 500 и на вечерта, кога сме излезени, капсула медицински јаглен. По можност од растително потекло, затоа што има поголема моќ да ресорбира. Пред да излеземе? Пред да одиме на забава. Овој момент е интересен и затоа што тој медицински јаглен, активен јаглен од растително потекло, нели, ќе ги ресорбира сите токсини, затоа што знаете како, кога претеруваме со ракијата, алкохолот првенствено доаѓа во желудникот. Доаѓа до иритирање на желудечната слузокожа. И со виното истото е. Со било каков алкохол. Со било каков. Значи, кога претеруваме, зборуваме повеќе во количина, поголема количина. Кога е премината, кажавме, за се имаме граници, но тука кога се преминува границата. Овој активен јаглен всушност ќе го ресорбира вишокот на алкохол, нема да дозволи негово целосно ресорбирање. Колеги, слушнавте ли, ние треба да одиме на забава само веќе во текот на од следната недела, па нека знаат што треба да понесат. Значи, активен јаглен пред да одиме на забава. Да. А после забавата, најдобро е да се употреби производ кој што ќе доведе до зголемена дистрибуција на кислород до клетките во целиот организам. Повторно, ради таа една молекула ацеталдехид, тоа е метаболитот на алкохолот, за побрзо да се изметаболизира на ниво на клетка.
Значи, оние да немаме мамурлук 48 часа, односно да го скратиме времето, да им помогнеме на клетките со тој сируп кој што овозможува подобра искористеност на кислородот, да го забрзаме метаболизмот, побрзо да работат, побрзо тој ацеталдехид да се изметаболизира и да се елиминира од организмот. Мене многу ми е интересна оваа тема, затоа што и досега мислам дека не сме ја имале за мамурлакот. Дури има и песни за мамурлакот, нели? Кажавме, се пее дури за него, затоа што сите тие што го почествувале, поготово музичарите, знаат многу добро што е мамурлак, а и сите ние кои што сме претерале, нели, во одредени граници, сега не тоа да биде не знам во кои претерано консумирање на алкохол за да, нели, дојдеш до степена граница веќе да не на алкохолизам, не, меѓутоа сепак доколку оние кои што не консумираат, нели, многу често, а еве се случува поготово во овој период од годината, па и на многу други можеби забави, да се пивне малку повеќе и организмот не е навикнат, па токму затоа потоа се справуваме сега малку да се ни треба 2 до 3 дена да се рехабилитираме од забавата. Ете, така да, и затоа постои мамурлакот и тогаш сме нефункционални. Нефункционални тотално. И токму поради тоа, значи да му помогнеме на организмот полесно да се справи, затоа што магична таблета, магичен, како да кажам, лек не постои. Меѓутоа имаме да облажиме. Да облажиме и да му помогнеме на организмот сам да се избори со тој вишок на алкохол и после тоа нели да бидеме функционални, да бидеме нормални, нели. Лековите ги имаш испробано на тебе, малку неблагодарно прашање, меѓутоа живи луѓе сме, секогаш знаеме некогаш да претераме, нели? Одлично искуство, зел оксиген сирупот е мој адут, секогаш и пред да одам и отпосле забава, без оглед дали ќе ја преминам или нема да ја преминам црвената линија. Да сме на сигурно. Да сме на сигурно. За каков сируп станува збор? Станува збор за германски производ кој што повторно, нели, оној момент му помогнува на организмот да се избори со како да кажам, еден токсин, ацеталдехид, тој метаболитот, односно му возможува на организмот една убава детоксикација. Така, одлично. Предноста на сирупчево тоа што се пие еднаш дневно. Сега кога сме кај детоксикација, меѓутоа и за кислородот малку, ако може повеќе како да внесеме кислород во организмот, со оглед на тоа и алкохолот, меѓутоа и плюс загадениот воздух и така натаму, потребно ќе не бидат и овие совети малку повеќе да ги слушнеме ова утро. И алкохолот, и загадениот воздух, и под број 1 претерувањето со храна. И количински, меѓутоа и нутритивно, значи масна храна, премногу благо се јаде овој период, премногу шеќери внесуваме. И тоа може да доведе до мамурлак, без разлика, не е само алкохолот? Знаете како, метаболизмот на алкохолот и на шеќерите е диригиран од страна на идентичен ензим. И сега, еден од метаболитите, нели, на алкохолот е тој ацеталдехид, меѓутоа и во метаболизмот на шеќерите повторно ја имаме истата таа молекула. Така да ефектите од тој ацеталдехид, кои што ги спомнавме како симптоми што ги доживуваме, може да бидат и ако, нели, благото биде претерано, односно на стежнато благо ми се слоши од благо. Кога умееме да кажеме. Такви, се што е претерано, повторно е, нели, ради тој метаболитот. Не е толку многу ради самиот шеќер, колку што, нели, организмот мора некако тоа да го изметаболизира за да го елиминира вишокот, и тие метаболити најчесто се тие кои што прават проблем понатака во следниот период. Така. Ајде сега малку и за она што е многу важно исто после мамурлак, после внесување на помрсна храна и така натаму, благо, како што веќе споменавме, се да ставиме во едно, и како потоа ние да направиме една детоксикација на нашето тело, која што ќе биде многу добре дојдена. Еве, после се тоа, сега може да се опуштиме, не можеме ништо да сториме, затоа што сепак масата кога е полна мора да посегнеме по неја. Човеково толку е ненаситно, така и има карактер, блазе му, јас ке си кажам. Јас не сум од ние останатите сакаме од све помногу. Со помалку да се проба од све, па тоа се познава и по мене. Меѓутоа, како и да е, детоксот, кога е најважен, еве вака? Постојано. Што правиме? Значи, мораме самите да се контролираме. Добро. Под број 1.
Под број 2, ако не умееме да се контролираме, па ќе го спомнам сирупчето Зелоксиген, ќе ни помогне да го надминеме тој проблем на, ајде да кажем, прекумерно создавање на токсини, на отрови, метаболити во организмот, и под број 3 на отворено, во природа. Движење и на чист воздух. Да, меѓутоа тоа сакав исто сега, јас тоа да ние се... Тоа веќе веќе ни е јасно дека ни е потребен чистиот воздух за Да, и детокс. движење, физичка активност. Да, физичката активност и после мамурлакот може. Ако човек е способен, значи ако од моментот на вртоглавица и на она нели нестабилност при движење не е толку изразен, да, убаво е човек да пропешачи, нели да се врати дома од кафаната по можност пешки. Така. Сега, кои се оние, па да кажам, симптомите, се кажавме, јас мислам дека опативме околу мамурлакот, што се однесува. Ако сме подзаборавиле, Михаил, тука сме имаме уште некоја минута да се подсетиме, или пак кои ќе бидат уште еднаш советите за сите наши гледачи. Ние имаме и подароци тука за нив, меѓутоа јас се одлучив, знаеш како, од понеделник, вторник или среда на денте на Нова година да им ги подариме од Eurofarm. Мислам дека така ќе биде подобро, дали се согласуваш? Секако на 31-ви. На 31-ви, да. И да ни биде поинтересно, затоа што тогаш е дента, нели, последниот ден од... Да, но јас многу ќе ви кажам едно големо благодарам на сите кои што ни донесовте подароци од Eurofarm и секогаш сте тука за нас, па и да зборуваме за нешто вакво. Ајде, уште еднаш на крај советите оние кои што се најважни за сите кои што ќе претераат, ќе кажам вака со алкохол. Медицинскиот јаглен од растително потекло, аспиринот и утрото после Зелоксиген сирупот. Трите како комбинација, одлично искуство од искуство од пациентите мои, дефинитивно има ефект. Да, затоа што знаеме да слушнаме и од нас и од наши пријатели дека утрата се најтешки. Да, најтешки. А ние сме тука да помогнеме со совети. Немаме секогаш нели све при рака. При рака е вака да се има при рака да се има и да знаеме превентивно. Што така, да превенираме. Ајде, јас од нашата екипа до сите вас, поготово до моите, јас ги велам девојчиња од автокоманда Eurofarm, ќе ги поздравам, ќе ви ги честитам предстојните празници, новата година како и на тебе, ние секогаш се соработуваме и драго ми е поради тоа, затоа што ти така најубаво го објаснуваш тоа и ни делиш секогаш убави совети и драго ми е што те имаме така како и наш гостин, меѓутоа и пред се и како наш пријател. Благодарам, Слободанка, благодарам за искрените честитки и јас од името на фирмата да ги поздравам сите гледачи и да им посакам дека Eurofarm ние постоиме за да се грижиме за вашето здравје веќе 25 години и почнуваме во 26-та година. Многу благодарам и уште еднаш до сите вас среќна ви нова година. Оливера, мамурна си била ли? Често знам да бидам во убав настан или... Нели? Да, тоа е нормално. Меѓутоа советиве добре дојдени. Одлично и во вистински момент пред нова година. Благодарам. Благодарам и јас.